Здраво живо, драги наши, во нашиот нов тиквешки подкаст или тиквешки моабет. Денеска ќе се дружиме многу јак подкаст, е многу јак гостин, многу јака тема и мислам дека ќе биде интересно и дека ќе биде многу гледано. Денеска со нас е доктор Нена. Здраво, доктор Нена. Здраво. Може ли да ни кажеш ти шо си, но ја да сгрешам после оти повиш професии си? Вака, здраво, јас сум доктор Нена, магистар по естетска стоматологија, дипломиран стоматолог. Работам на полето на стоматологијата едно 13-14 години. Естетска медицина се занимавам активно околу 10 години. Моментално исто како додатно ми е работам во Академијата за естетска стоматологија во Скопје. Како асистент, држам таму предавања, си работам активно на полето на стоматологијата. И тоа е тоа. Супер, значи повеќе професии. Повеќе уедно. уедно. Се сродни и се е медицина, така да. Да, малце. Да. Вака ја да имам, да треба да ги кажам, че се збркам, не знам што да кажам. Мислам, за мене лично не. Како и да е. Сме така, многу креативни Да. и мултитаскинг. Така да, денеска сите имат многу обавези, така да. Да. Кажи ми како почна цела приказка кај тебе со... Уште од мала. Да. Од почеток, од така, почеток. како покажа мерак Како за... покажав мерак и како се најдов у сето ова поле. Од секогаш многу сум сакала медицината, како гранка. И уште како мала, некако човечкиот организам, како еден многу комплексен организам, многу ме интересирал. И од мала 5-6 оделение биологија, хемија, значи ги обожавав, едва чекав да дојдат тие предмети на... Јас не. Стварно? Да кажам само. Многу. И дури некако ги замарав професорите со додатни прашања, што, например, беа за некое понапредно ниво. И кога дојде ред да се запишам на факултет, во тоа време се мислев дали општа медицина, дали стоматологија, ама јас сум доста така, сакам да креирам. Некако општата медицина ми е не сакам така да се изразам лошо, ама пасивна, нели? Тука си многу активно у тоа како твориш и што работиш, нешто има... Так. Интересно ми беше. Не знаев во што се спуштам и дека ќе биде така еден голем предизвик и тешко. Али стварно навистина го сакам тоа што го работам. Да. Тоа е најбитно, нели, на крај крајов. Не го гледам како работа, нели. Баш сакам комплетно уште повеќе да напреднам на тоа поле, уште повеќе да дознам некои работи, затоа што медицината е гранка што постојано нон-стоп има, нели, некои новини. Така. Да. Прво почна ти како забен техничар нешто така или Не, општа гимназија се завршив во Неготино. Имаше цела историја сакам да ми кажеш. Како дојди до денешното ниво, значи? Одсек завршив во гимназија во Неготино, ама имаме како еден дел од што е повеќе свртен на кај природните науки, биологија и хемија. Так. И од таму некако како поспремни да сме за на медицина. И се запишав 2007 на стоматолошки факултет, беше доста така, имаше голема селекција. И можам да кажам, пошто не сум дете на доктори, да. Ми беше и уште потешко. Не да кажам, на колегите му е полесно, напротив, али некако јас се најдов у сосема нова средина. Колегите што работат кај мајка, татко, нели, во ординација, сепак нешто имат да видат. Ама и да прашаш, кажи ми како е воа, еве ќе ти кажам вака и вака. Јас на моите деца искрено се трудам некои работи да му ги доловам од страна стоматологија, нели, како што се става, што се интервенира, што е поризично, што е поможе така, нели? Имате интерес така за? Па они покажуваат некој интерес, али јас не сум таков тип да речам, нели, ајде, имам доста колеги, нели, мораш да бидиш тоа и друга опција нема во животот. И напорно беше. Професорите си се на медицина така, они си се захтевни. 5 години беше, 6-та година ни беше пракса. И така, патот беше трнлив. Навистина, медицината е преубава гранка, али има доста време од себе да се внесиш во неа, нели? Па да најдиш шо како. И бара доста да си седниш и да си читаш и да си учиш. И после, како што завршив, не сакав ни ден да чекам, одма се вработив. Да. Се вработив, имаме кај нас една поликлиника во Неготино. Таму работев 5 години. Добро, ја ги знам, ама гледачи сигурно знаат. Да, и таму доста работи научив. Значи, по-класична да речам стоматологија работев таму. И кога излегов од таму 2017 си ја отворив мојата ординација.
тука веќе почнав со нешто по модерна стоматологија. Значи се што е естетика, одев на доста обуки, курсеви, додатно се што има, што не е баш по програма, нели, да видам што стоматологијата нуде у светот и тоа да го донесеме тука. Да. Значи која Што е тренд? Да, што е тренд. Ама на факултет класично учиш се. Ако сакаш да се надополнуваш и нешто подобро да понудиш на пациентите и поубава, нели, услуга, здравствена, бара повеќе надвор од тука. Така, да ама и излезеш. плюс и технологијата многу напредува. Да. И а тоа кај треба нас да го земиш со образовниот резерва. систем е на Немаме стари стварно тие апарати корења. на факултет не ги гледаш, да се разберим. Така. Сега плюс ми е и што во академијата завршив, магистрирав и таму буквално се што е ново у светот, се имаме обука, не научија, видовме и таму мислам дека најголем дел од знанието од стоматологијата таму го добив. Така, значи стоматологија. А како со естетските Естетска. корекции? Како Естетика, дојде како до се тоа? заинтересирав за естетика? Да. Па уште првата година кога почнав да работам забно, некако почнав да стареам. Некаде 20. Сите старееме, ама- Ако почнав на 23 да работам, некаде 25 почнав да гледам некои, нели, ситници на мене. И дека ми сметале, нели, ама ли зошто да не? Така. И почнав се интересирав за филери и едно 2-3 години само ги студирав. Значи само теоретски. Така, тоа за Многу филери, бе, кажи за што е филери. филери, од ја не знаев што е филери, Да, допред што е да ботокс, дојдеш. ти кажам. Сакам да ми у објасниш однос- и да знаат тука публиката. Добро. У однос на филери и ботокси сосема различни се тие работи, мезотерапија, има многу работи и ми беше многу предизвик, али ми беше многу сериозна работа. Значи сепак си играме со човечкото тело, нели? Да. Си играме. Па- Го изкажав. И почнав се интересирав неколку години теоретски, значи постојано гледав предавања, едукации, али некако исто како стоматологија. Прв пат кога ќе земиш да ставаш анестезија, буквално ти се тресат раците. 100.000 компликации у главата, мада тоа не се случува секојдневно, нели? Али со филерите е така бев едно 2-3 години и некаде 2017 веќе активно почнав да си работам до ден денеска, значи секојдневно. Значи тоа денеска е голем тренд и пратам дека е така. Да, и доста сериозна гранка на медицината, Да. многу брзо растечка, многу напредна гранка и пак со резерва, значи се треба да се земе. Не се што ќе излезе на пазарот и што се пласира е добро за нас. Така. Значи треба добро да се простудира, да се виде несакани ефекти, колку е тоа здраво, колку е добро, па потоа да се примене у пракса. Од тие апарати има моментално милион на пазарот. И у стоматологијата, нели? Пошто имаме дигитализација у стоматологијата, многу се ние дигитално, исто и у естетика. Али не сите апарати се покажале после некое време дека се добри. Значи многу треба да разграничиш што да користиш. Сите нудат се, ама на крајот Да, треба самиот да си сумираш. Да. Што да- Тоа нели искуството го прави? Да, е така. Да. Сега сакам да те питам, да сигурно имаш многу клиенти денеска посебно. И кажи ми, што барат клиентите, например? Или да не кажам сега Пациентите што барат? Они се пациенти. Да, Прво ми се пациенти. да не испадне сега као у банка спе клиента. Не, пациент. они ми се пациенти. Дали барат да биде пренадуено, пренапукано или дали барат да е нака чисто неприметно? Зборувам сега за усни, за брчки, за брчки. Па и самите пациенти си го бират докторот. Значи има доктори што работат што се работи у количина, нели? Добро. Има доктори што гледаат, нели, Тоа како се самата вика, количина, кубици, милилитри. да. Милилитри, гледаат сета количина пошто му е профит, нели? Колку што можат повеќе да стават. Али тоа па после ти е многу антиреклама. Кој ќе излезе од ординација, тоа одма е твој печат буквално. Така да, мислам дека и кај мене таа селекција сама направена идат за многу поприродни резултати. Трендот со напумпани усни, со јагодици, со, нели, тоа е веќе минато. Ретко ретки се тие случаи се веќе. враќа тоа нормалното Да, пак. најголем дел од сите тие што, на пример, еве нормално, ја ќе го одбијам, ќе дојде. Не сакам, значи едноставно не сакам да работим. Ќе отидам на друго место, ќе се напреполне, после идат за разградување. А има и така? Да. Аха, значи ако сам се зафркнеш у ситуација да кажеш чекај сега ја си направам вакци, направам нака и ќе видиш дека е претерано. За среќа се работи со материјали што се ресорбираат во организмот и што имаме ензими за да може да, нели, И па тоа сакам да кажам, ја колку што знам, тоа нели се троши. И страно ги тело. трошиме, да. И сега иде пациентот еднаш и после извесно време пак треба да дојде. Ако сака.
Добро, Да, ако сакам сака да го држи резултатот. Па сега нормално, ако убаво е устата за тие таква, нели, сега да не тие нака ептедно. Да тие нака окей. Али не е тоа дека, нели, на 2 на 3 месеци, на 2 на 3 месеци. Јас немам ставано филери 1-2-3 години. Не дека ми е паднат филерот на устата. Ботокс немам 8-12 месеци. Значи не е тоа нешто да треба цело време јас сакам да го поставам прашање, дали ти си правиш, ти си кажа, значи добро. Да, сигурно го види видеото кај што си го вадам умник сам, така да. Ама ја морам да прашам, готово. Сам свој мајстор. Да. Па си викаш чекај да пробам, па мене ако ми биде, па ќе видат и другите што. Да, ама пак да биде природно, да биде дискретно, затоа што се што исфорсирано не изгледа убаво. Искрено, ја лично мислам така, кога ќе видам, не сакам да навредам никој, ама тоа е претерано. Не знам дали најголем дел ги разградуваме. Тие идат и за среќа се луѓето со друг дали мајндсет сметат и дека ако се направи така дека ќе бидеш, не знам, мен тоа не ми е убаво, искрено. Сега да е нака минорно, малце, као нешто да многу мала разлика да има. Кога ќе видиш нака пребуџено, мене ми е искрено одвратно, не сакам сега да го потребам. Затоа ти викам почнав првен за мене, искрено. Али тоа е прераснало една пасија. Да. Естетиката ми е многу убава гранка. Дали има многу клиенти денес? Има. Мене ми е така малку нивото, да речам, на свест ми е малку криво, мада работам на тоа, цело време ги едуцирам. Некако луѓето повеќе внимаваат на тоа надворешноста, нели? Како е надворешно средено отколку внатрешно, нели? Ако зборуваме за мајндсет, колку уложува у себе. Па и духовно на крај. Да, зборувам за духовно. Или пошто што ако ставиш филер, ако однатре, нели, многу лошо зрачиш. Ти си празна глава, ама ставаш филер, ме разбираш? Да не го кажам лошо, ама така. Наозбилно, мене тоа ми смета, али, нели, се и почити за тоа, секој си е прича за себе. И исто ми е, и тоа работам доста со пациентите, да сепак и финансиски кој колку е ограничен, некако повеќе се трудат за естетика да вложат финансиски, да се вложат колку за забавото. Што не е окей. Затоа што нели забавото ни е и функција и естетика, ама и фонетика, со нив зборуваме, со нив јадиме. И тоа е, не знам, еден момент што се надевам дека во иднина многу ќе се смени. Ќе се смени, да. Работиш и тоа. Од што поише се заработува? Сега, дискретно прашање, ама морам да те прашам. Дали е профитабилно? Од Грција. Од Грција. И они не дават. Не дават, значи толку сме. Многу е неблагодарно да зборувам сега, нели? Не, ако па не чисто онака мабе, ако сакаш одговори, ако не. Па да. Нема некоја разлика. Чисто сакам. Не бе, зошто го сечеш? Не го сечеш. Чисто мојабетот е дали утре некој млад човек сака да се занимава со ова, дали е исплатливо, дали да учи за тоа, оти. Знаеш што, сега не да бидеш да имаш 2 јахти, не знам, изграда, за тоа дека ќе бидеш мултимилионер, два стана и 2 убави коли можеш. Не, али морат младите конкретно што би сакале да се занимаваат со таа струка, не е едноставно. Значи не е тоа така само, нели, ај тука чепни, таму боцни, не. Значи си носе компликации, си носе ризици и треба добро, значи и одговорност и треба стварно сериозно да размислуваш, а не за финансите. Значи финансите се последни. Да. А на крај крајва, знаеш зашто ти го постави прашање? Затоа што денеска се врте околу тие едни пари и сите гледаат нешто да бидат за утре као ја од тоа можам да заработувам за да имам пари. Тоа е цел моја. Знаеш што е најбитно? Значи кога го сработиш тоа вечер да си легнеш и да бидеш мирен. Значи да ти е мерак. Да ти е мерак. Секоја една работа со мерак се работи. Џабе ти е финансите си идат после сами. Убаво кажеш ти преджеска децата на докторите, дали му е мерак, тоа што го работат, или тебе дали ти е мерак се го работиш. Оти сигурно татко и мајка му сакале он да биде доктор, а не. Добро има и некои што се нашанели у сето тоа, да. Али ти викам малку по-лесно му е кога веќе имаш изграден бренд, да речам, нели, отиваме сериозни, да речам, здравствени установи, поликлиники што имат сериозен бизнис веќе, нели, имат многу вработени и некако тој бизнис нормално дека ќе остане на фамилијата, на децата, на внуците. Никој не сака да му пропаднат. Да, никој не би сакал, без разлика. Де коста ти да ви? Околу филерите. Добро. Кои повеќе
пациенти има постари Добро. или помлади? Чек сега, јас А, имам ако тука ме- прашања, ти не ми ги взиме мене прашањата. Проблем муабет. Ама Да се имам ја, заборавил. чекај до трето Не сме стигна до таму. Дојк се туки. За Ама не возрастна може група. сега тоа, има ред тука. За возрастна група можам да кажам, ако одиме по генерации, ние миленијалците, некако тој тренд некако ни е, да речам, најбројни се миленијалците. Не. Не, ја- Бумерите како генерација некако идат, али не со таа, да речам, масовност како миленијалците. Миленијалците најмногу го оваа естетска гранка најмногу е прифатија. Не, двиите што се родени, така? Значи миленијалците се од 81 до кај Не знам што е тоа, 97 тука негде сега има разлика нели Да. у статистики там како се поделени, ама горе-доле тие се некои. Тие генерации некако најмногу доаѓаат. А идат ли помали, на пример, со родител на? Не. Не? Значи мора 18 години. Нема имаш, кај за на да се- тетоваа што ја сакам тетоважа. Не, мора 18 да Мора да биде, има, да, значи. мора, значи си носе книшка, си носе лична карта, си ваде здравствен картон. Значи сам си на одговара за месечки. себе. Нема мама ми Не, дај. плюс или- 18 да е. Ето, Значи плюс Ете, 18 горе ши ме да. коста тоа. Да, плюс 18 Извини, ти да. го скинав прашањето сега, што Да. Измисли ти до после уште едно? Да. Да. Не, некако тие како уште се или овие другите Gen X, они се некаде од 70-тите родени, што се до 65-та некаде. И они уште се така као да мислам и тоа е сосем окей, нели? Они си се прифатиле дека така треба да си Така. изгледат до Сега јас сакам умирач. нешто лично, го нема во прашањето. Аха. Има многу видеа гледано на TikTok посебно. Значи, Аха. да не кажам сега лошо да се изразам, ама повозрастни жени, Да. да не кажам стари бабички, ги прават на од Да не може да го знаеш. од баба девојка. Тоа е многу интересно прашање и баш сакав и тоа и јас да го кажам. Никој не треба да верува на видео. Да, значи тоа лага е се, така. Значи има толку многу лага у сите тие видеа, се и со вештачката интелигенција Да. колку е се преработено. Значи посебно за оваа гранка, ако се работи за естетска медицина, никој да не верува на видео. Значи така Значи- че да е тоа реалност, на пример ти си Да. сега, не знам, маш од 30 години Да. и излеваш Да. од дискотека Да. и гледаш таква и си викаш леле, исто генерација сме. И она испаѓа 70 години. Да, И што правиме? Ами бабе, тука сум. Има многу лош маркетинг, посебно во оваа гранка, и луѓето треба многу внимателно да бират кај одат, заради тоа што се маркетинг и Да. некако има луѓе што едноставно сакат многу на брз начин да стекнат до финансии. Така. Дали сметаш дека уиднина ни се приближува тоа време кај што ќе има така стварно дека тоа ќе би пример никој ќе биеме по 80 години Добро. и да можеш да се вратиш на 30. Па да, се работи у на машината тоа, влеваш да, така се и испаѓаш работи, тука да, нов. се работи, има доста, се уште у тестирање се многу производи. Значи аха. Има нешто за буквално да се врате клетката на Има многу Сериозно? лаборатории работат многу на такви производи. Пример, ти Парческа ми кажа нешто од гуша сум имал, како да ми ја направиш така, да ми биде тука прав агол 90 степена. Да. Значи, се работе за мојата мезотераписки коктел. Специјално е наменет за топење на локализирани масни наслаги, што едноставно колку и да вежбаме, колку и да водиме здрав живот, едноставно остануваат. Може да го вежбаш. Да. И се боцка на неколку места и се топи. Нормално. Сега друго, ја пеам и дали ќе ми смета тоа за пеење? Не, уопште најнормално си функционираш. Но Околу ова гласа 20 да ми дена се има стане, ефект. гласа да ми стане. Не. Да ми стане Значи, така. одиме у масно ткиво. Не чепкаме Да, ништо да. друго од другите околни Ете регии. го. Колку дена трае процес? Ја да дојдам сега да ме решиш вака воа, да ме биде 20 дена ќе се топе масното ткиво. 20 дена. А ќе може да јадам? Најнормално ќе си функционираш. Зборуваме за Се. неинвазивни интервенции. Се си функционираш најнормално. Сега за цена не прашувам после подкаст. Да. Еј се договориме сега, фала Богу, нели? Да. Кој третман кај тебе моментално е најзастапен? Кој го барат нај? Хај застапен. Што барат нај го да рече, леле, воа денеска ме покна сите воа ми го барат. Ако зборуваме за заби, и јас малку се револтирам. Прво за заби, па За заби првен, многу барат бели заби, неприродно бели Умивалник заби. на онака. Така. А јас тоа многу го мразам. Заради тоа што толку не учеле у академија со ние сите анатомски одбележја на забот, до третини, бои, опалесценција се, и сега ти иде и вика крч бели заби.
Е тоа Многу неприродно и тука, изгледа. Да. Ние не И сме јас цело такви. време се карам, али тоа е и компромис, ако едноставно, нели? Но да маме, ако не ги мие, просто мамче да... Па да, испи две Ако не ги кафиња, мие, 10 цигари и човекот испаѓаш, ќе не го мора се изеде. миеш. И со грабулката после ги Да. чистиш завите. Тамаме. Да. Малце да свртиме на шала, да не биме скроз сериозни. Ти можеме предавање. Не, ако треба да се знае, ама Да. и треба да биме интересно. А во однос на филери и на ботокс, што знам, од се се работи. Дефинитивно ботоксот како третман, најмногу. Да. Сам да ќе повеќе ботокс. Тоа е ботокс, тоа тука вака. Ботокс, вака се чу збројаме, значи за ботоксот е сосема друг од хиалуронскиот филер. Хиалуронскиот филер ти полне, ти ствара волумен. Тоа за Додека- устните. Да. И на други делови од телото ќе изгубен волуменот со текот на годините. А додека кај ботоксот, значи тоа ти е токсин, го користиме за парализа на мускулатурата. Значи кај што има премногу активна мускулатура, малку да ја намалиме и за да не се видливи толку брчките. Друго, ќе го спомна за хиперхидроза. Значи ботоксот се користи за прекомерно потење, сега нели летен период. Да. И мислам дека не само тоа, дека овие третмани делуваат на самодовербата на луѓето, туку чисто и да може да функционират. Имам пациенти што премногу се потат. Да. Еве конкретно имам студент или некој што работи на компјутер, се вика не можам да функционирам. Тоа стварно е проблем, сериозен проблем. Значи вода вика течам од раците. Така. Се боцка со ботокс и 4-5 месеци, 6 месеци, зависи, нели? Сепак е лек. Да. Ето тоа не Му се сме го сопира знаеле. потењето, да. Имам пациентка, работе во пекара, сладкарница, прават сладки торти. Како она ќе функционира? Унатре вика во ракавиците сум. Да. Да, Па некој затоа ти не викам, може. да. Сакам да кажам дека не е ова само да, нели, да се разубавиме, туку баш има многу цели може да се користат. Еве хиалуронските филери ускоро може да испаднаа некои студии за парадонтопатични непца. Значи како нели се соголуваат забите, непцата како нели испаѓаат, може да ги користиме хиалуронските филери да го надополниме ткивото што е изгубено. Така. Значи јас сега треба да дојдам за гушта и за завите За да ми се. ги избелиска. И ќе се одиш нов. Така не да ме познаат, ама нема. Не, нема шанси да не те познатне. Добро. Значи, Добро, ќе си ти ја бидеш уме. Ќе си бидеш ти, ама малку така Така. изменет. Поарен, как Да, се вика. да. Ама надворешно. Да, твориш. Добро. Го решиме. Кажи ми, сега сигурно кај идат кај тебе и идат со нака самодовербата му е падната. Од после третманот, како се осеќат? Ами, нормално дека се, нели, по... Дали се гледат реакциите онака, да, јас сум за неле... забите најногу. За забите, значи тоа. најголема трансформација, луѓе што цел живот се криеле, например, не се смеле едноставно. Да. За забите тоа стварно е едно посебна, да речам, појава. И посебен момент, затоа што буквално му го менја и животот. Така. Јас познавам многу што имат страф. Преголем Да, страф, значи да. И јас сум забите била ако мала треба така. без зап што оде немаш ни еден зап да има уста, ама не сака да седне на стол, па тоа ти е. А напротив, денеска има толку многу постапки и процедури да се, нели, да се обезболат ткивата, да нема болки пациентот. Има милиони начини како да се победи тој страф, само треба да се дојде во ординација и да се работи. Да. А има ли такви ситуации некои интересни кај што ја дојдив, имам сила, седнуваме на столчето и стоп, застани, Има многу не играј. ситуации, ама знаеш како? Се мислам некоја да Ајде кажи, ама нумпа некој да повредиме. Не. Јас сум многу од таа страна, не збираш. Да, добро. И не сакам никој да се најде во Добро, сето да тоа. не лафиме тоа. Да, има многу интересни ситуации од порано кога сум била на работа на друго место и Па тоа може сега го кажеш и заборавено му ако Заборавено, ако од пред 10 години. Слободно кажи си, тоа е виче за старено дело. Што знам, Не може да те тужат, реално 10 години имат поминато, тоа застарено дело е. Не знам. Ако ти текне нешто, ќе ми кажеш Ќе успат. ти кажам ај успат, туз му Има ли накви митови за ботокси и филери? Као, леле, ако ми ставиш вак, ќе ми се направи, нак ќе ми се Има направи, многу, со да. стравови да идат. Тоа е најшо. И па е TikTok. На TikTok му дават компликации. Еве конкретно за филери, например, најголем дел од компликациите и истражувањата што ги имаме за несакани ефекти не се на ово поднебие во Европа. Значи направени се во Блискиот Исток,
Значи Кореја, Кина, пошто они сепак се една голема нација, нели? И они имаат сосема малку поинаква физиономија. И оно што го има, нели, Генетиката му е слепило друга. и некои страшни контраиндикации, тоа се заради нивната анатомска структура. Па нели реално они Да. се сите, ние сме пример Аха. по-бели и ни спознават, нели, Да. имаш нешто на лицето, а они се Да. скрос нака Да. мазни кога ќе ги видиш. А не конкретно, еве, например, за филер на нос. Може да се коригира малку нос со филер, али они имат доста рамен. Немат профил. Да. И они го полнат до бесконечност и тука идат после компликациите и тие ги имаме ние како статистика, например, на толку и толку случаи тоа се јавило. А кај нас, например, имаат со поголем нос и сега тие ако му ставиш филери, како ќе И испад поголем ќе Пинокио. излезе. Ќе излезе Реално. поголем и затоа тоа оде со ринопластика, со операција. Да. Да. Може ми објасниш како изгледа кај тебе еден обичен ден? Одам на работа и Одам на работа. денеска ми е вака и вака, го правам рутина, правам одам рутина? вежбам, одам Рутина. прво местам филери, после заби правам или нема. Се ми е, ако стана, не сум некој многу да е ранобуден. Зошто ли јас сум малку и така, чекам да се стиша дома се и читам. Некаде може и касно да ме најде. Зборувам за Ама книга зборувам, нешто? книги, дали се работа медицина, дали стоматологија, дали нешто психологија. Од таа страна и некако тој момент и така и студирав. Се Да. касно. Значи тоа учев. навика му иде, така ли? Да, и сам да кажам дека на сабајле не сум некој од рутина сабајле у 6 станувам, па пијам толку суплементи, па одам трчам 45 минути. Так. Знаеш, не сакам така да ми биде програмирано. Значи не си по буквално програма, се. туку по слободен стил. Да, и има некои денови имам обавези повише, например, со предавања, со тие работи, но можам, например, да изработам едно 4 сати само во ординација. Има денови кај што останувам и подолго. Да. Зборувам од 8 часа. Так. А се е спрема потребата. Се да, спрема како е организирано времето. Од сабајле, што знам, гледам нешто по здрав живот да водам. Да, баш и кога дојдив ја те прашав, Да. ти рече не само вода, сакам ништо не Само сакам. вода, да, само вода. По тоа оценив дека стрикно. здрав живот сигурно. Да, сабајле, да се ги спремам, одат Да. машко, одам на работа, пиме кафе и почнува денот. Има буквално секакви интервенции. Значи, имам доста деца. Значи, тоа можам да го кажам. Сега не да се фалам, Да. али мислам дека сум предонесила, барем тука во нашата, да речем, нашите градчиња. Да, нашиот регион, Нашиот Тиквешкиот регион. Многу е голем како регион, ама Многу сме ајде. јаки. Да, дека сум придонела да многу од мала возраст ми ги носат дечињата. И многу сум задоволна што барем тоа сум го постигнала. Значи од година и пол, две имам доста работа со дечиња и работиме, значи етапно, мако трпно е, не е лесно, Да. али како возрастна група мислам дека на нив најмногу може да се влијае однос на тоа како да се придонесе за се подобри здравјето на забите, хигиената и тие работи, така да имам доста дечиња. Тоа е супер. Јас тоа сакам да прашам. Кажи. Сега кажам ни малиот 8 години. Аха. Ни да го убедиме дома дека Аха. протези треба да носи. Протези треба да носи. Ами, ќе го донесете. Знаеш што е интересно? Баш имав на еден конгрес, имав цела една презентација за работа со деца. Сега не сакам да си ги Ако кажувам кажеш техниките, ба. слободно кажи си. Никако дома да предонесиме. Вие како родители, Да. добро. Донесиме. Не кажувам јас како работам со тешко е. деца. Може ќе го патентирам за тоа. Денеска се наплача, гледаш? Ја дека се врта околу пари. Се завршува бари. Ништо не е страшно. Значи, посебно протеза зборуваме за мобилно апаратче да носе. Пошто рече 8 годинки, е така? Гледам дека треба да носи. Ако треба за мобилно, ништо страшно. Ништо го зимаш, го ставаш околото и го носиш. Го носиш. Нема Се туку зима обидување, отпечаток. толку. Еве сега однос на мерки. Порано и уште зиме. Психолошки да му објасниме дека треба да го носи. Јас знам Дека треба да го носе. Мислам дека тоа е повеќе и родителите, едноставно децата ги може не ги слушат родителите, ама децата ги гледат родителите. Значи, вие која, например, ќе му кажувате дека вие сте носеле, знаеш, се оде у таа програма, дека мора да ги мие толку и толку пати на ден. Едноставно, они се копираат од вас. Сигурно си забележал. А за носење мора да се носи и крај. Ако сакаш убави заби, нели? У смисол као да не ти се смеат утре, да бидиш убав, да бидиш... Дали у таков стил, у Тоа таков малце пристапно? и
знаеш како и контра иде. Да, Нели, контраефект да ќе не направи. бидиш убав. Да. Големи тикви, ако не Да. си, нели, не може сите да бидат, нели. Па еве ја не сум Да. сега нещо убав, Да, па ќе дојдам на корекции сега и Да, готово. да, еве има сега Решено е. филери. Да. Сет За на забавното што е вака на битно. доенка ќе дојдам Ако тука зборувам за јако. ортодонција како гранка, многу е битно зашто ли заради растот на велиците, значи цело лице, говор, гестикулации, джвакање на храната се е поврзано со тоа колку велиците одговарат. Може и тоа да му го појасниш. Ако забите се искривани првен, потешко ќе ги одржава, потешко ќе ги чисте. Потешко ќе се исхранува. Може би некои звуци, зборови по-лошо ќе ги говоре кога не му се позиционирани како што треба да забите. Јазикот како му позиционира, значи со ортодонцијата се менува цела долна и горна третина на лицето. Така. Така Да, смениме малку темата на тоа дали за филерите, за устите, за нели брчки устите. такви работи, да, морам така да кажам да ме разберат сите и мајшите да ме разберат. И и мажи ќе го гледат. 100%. 100%, да. Дали порано Добро? поише и мало муштери или се муштери, пациенти? Пациенти. Многу се карам, многу пати ги коригирам многу и тоа се сепак пациенти. Да. Не се клиенти, не се муштери. Да. Добро. Види, кај на нашиот регион пациент зборот Муштерика. многу лошо звучи на некои работи. Кај речеш пациент. Вие ми е пациент, разбираш? Да. Да, многу лошо звучи. И затоа гледам тие зборот, да не го употребувам. Добро, како ти одговара тебе? Ама стручно, Така, слободно. стручно у твојата бранша, тоа е пациент. Да. Така да, дали пациенти порано и мало повеќе отколку сега? За естетски корекции. За естетика? Или Ја мислам. горе-доле тука? Јас сум со некое мислам дека е исто. Нема Значи, некој раст. континуитетот е тие. Континуитетот е тие. Нема некој голем раст. Што знам, знаеш што имаше статистички за време на корона. За време на корона мислам дека тогаш најмногу луѓето едноставно дома седеа, некако се на огледалото, не знам што се случи за имаш корона, време да се најмногу видиш, имаше. еј, каков сум. За време на корона, ето тогаш најмногу имаше интервенции естетски. Мислам дека тогаш не треба да седиш. Па да. Да. Дома седиш, ама се гледаш на огледало, Ама- не одиш на одмор, седиш дома и И прави скап. буџетот ти стоја дома и си викаш дај си потрошам. Да, сега ќе одам се направам сет, од и ми остана паете. Да, ми се реално. напајате, нигде не одам за Дубај. Ти прежеска си кажеш дека имаш направено некои корекции. Мислам Добро. чисто онака. Аха. Што ти не би направила кај На тебе? мене? Да. Никогаш не би направила на мене нешто што е претерано и нешто што не може да се отстране. Како на пример? Како, например, порано, пред 20 години ставале силикон, ставале некои чудни материјали, нересептивни материјали, што ги полнеле. Може да имаш приметено некој од Звезда Гранда, Да. што се ги носат уште. Тие материјали не се, И тоа не се вади? не се вадат, освен хируршки. Ауф. Да, тие значи се отвара рез, се ваде материјалот и се вади од твоето И ткиво. после лузнат ќе остане После тоа. ами не луза, ама не е тоа. Ауф. Едноставно има деформитети. Значи денеска е Тоа подобро никој. од порано, така? Каде, да. Значи, Да, и има јас викам треба да биме сепак и на некој начин задоволни што овие материјали се ресептивни и нема трајни последици од нив. И трајните последици секогаш уопште сите компликации и последици мора да наговестам дека се од нестручно лице. Да. Значи сепак Да. Па исте кај луѓето, значи Да. еве ви доктор, ако сакате да правите нешто, слободно да и се обратите на доктор Нена. Зошто ли тој што знае едноставно многу внимава на се. А тој што не знае, буквално дај му шприц и он мисли дека е тоа го видел од TikTok и ова е. Да, готово. Шала. Дај ваму, чак, Дај, так, готово. не знае И едноставно. после устата вака ти Да. оде едното нака. Тој што не знае, готово на него многу полесно кој тој што знае, викам неколку години сигурно дека ќе го студира, ќе го уче, ќе оде на едукации, ќе прате, ќе гледа од постари Да. колеги, па после дури да земе на своја Значи рака. тоа па на крај крајава треба и фат да имаш да го работиш. Да. Не е само учиме Да. и мене раците Да. ми стрести, ја не можам. Зато ти викам, уште прегеска на Да. која зборуваме, мислам дека треба да си доста креативен, да имаш око и да сакаш естетиката. Значи, Да. Па, бабо кажа, Да. ти е мерак. Да, ти е Джабе мерак ти да го работиш ако ти е Джабе, само за да, пари. Ако го работиш тоа така по шаблон, Волк по волку, не волк. може сите да ги правиш исти. Не. Да. Секој ист. Па, искрено да ти кажам, денеска како ги гледам сите деца ми се исти, не знам дали по калап ги прават.
Реално, Не, дали секогаш оти не се дружиме многу. Треба и твој печат да ставиш на било што, и на пломба да е, нели? На забот, значи Така. кој ќе отвори устат пациентот, комплетно одма знам кој се Кој- мои пломби. кој е матичниот? Или отишол некаде. Ва не е моја, кој ти ја правеше пломба. да ти ја среде? Не ми се свиѓа ова. Исто као мајсторот, кој ти го правеше вид зидот? Кажи, ама се знае да оно оди што се, е он рак. нек ти го обеле, тоа е исто и со глупаво е забит. да се изразам, ама тоа стварно е занает. Да, па реално да. Да, занает, али со доста обуки, образование. образование, дипломи, сертификати. Да, сега сакам да чепнам за дека си инфлуенсер, дека снимаш видеа, такви работи. Ај сега за таа малце, ти виче, Аха. некако во го излафиме. Има уште Много многу за има за лафење. да зборувам, ама не сакам да биде како предавање. Инаку Многу- може да предавам, Ќе треба да 2,5 предавам. сата да трае минимум, само во овет. Да, така. Кажи ми За како тоа? почна да си снимаш За видеа? Инстаграм? Да, Инстаграм, ТикТок, Прегеска ти да. напомена. Ама не беа уклучени камерите. И не беа уклучени камерите. Уште претходно кога почна Инстаграм беше многу, да речеме, на креативна апликација, ако зборуваме 2014-та. Објавувавме некои слики, креативни, нели, пред агол да 12 фаниш. Беше години, тоа баш фотографија да извадиш, фотографија, мада ни беа послаби телефоните и камерите. Тогаш некако тоа ми беше интересно, а однос на видеа, за време на корона имаме ни добри 3 месеци дома седеме. Па Толку тогаш беа, се март, ќе април, измислиме мај. само да не е И досадно. тогаш некако испадна. TikTok беше интересен, децата дома така беа, ај мамо да снимиме некое видео, имаше од тие нели кореографии, Да. а конкретно за како вид на предавање или шоу и да снимам, ти спомнав преска, некако тоа ми беше како еден почеток како би предавала на Тест. некој начин пред аудиториум, пред колеги, нели? Како еден тест. И викам, некако полесно е пред камера, отколку пред цела една публика, да речам, колеги. И така така ми беше тоа. искуството од табу се собира. Искуството, да, за Се искуство предавач, живо. за спикер, за Да. тие работи. Па да го да. вежбаш Да, говорот према Да. А на крај крајава пак треба да имаш дарба, не може се ајде и јас сум готово и толку. Да. Тамам си. За тие апликации се корисни. И Да. за маркетинг, али се со доза, со умереност. Се што е претерано, Да. не ми се свиѓа. Друго што да те прашам сега. Не знам дали да те прашам, мислам. Не, да ја Така знам ли? што да те прашам, но не знам дали да те Се прашам. мислиш? Се мислам. Дали има исто некаква, ај па за заработка, ама мора да се Добро. праша. Дали се заработува од социјалните мрежи? Од социјалните мрежи. Оти кај не се тоа табу тема, као леле ви волк пари земете од ова, ви волк пари земете од ова, нема врска. Да го одговорам. Да, искрено. Ти почна сега, нели, Да, со да, лист кој колку да не зима од мават тука Инстаграм, по- па ќе ни дојдат. Нека дојдат нас, нека ни кажат, ние ќе му кажеме колку земаме. Лично за тиквешки мојабет сакам да кажам. За докторката, да, она што си. ти викам, Ако чути си кажам. најубаво, ти се причутам. Ајде. Ти одлучи, твоја Во одлука. однос на маркетинг, ја ќе зборам конкретно, ако зборам за ординација, повеќе е соработки. Значи соработки со некои попознати, да речам, лица, Така. и тоа е сето увид на маркетинг, значи услуга, некоја услуга здравствена, увозрат со, мислам, тоа од секогаш функционирал, мислам, така маркетингот и порано. Да. Нели? Ама порано беше само телевизија и Да, и тоа ќе е. дојде, ќе снима. Мада и тоа некако сега е се е еднолично. Значи сите ги прават истите реклами. Нема некој ефект. И пак ќе речам за однос на маркетинг, мислам дека најдобар на реклама ти е препорака од задоволен пациент. Да, тоа виче Тоа од старо време е дефинитивно така. од секогаш бил и сегаш ќе остане, не знам што да се Да. смене. Ти ако сакаш стави 5 билборди Да, или не не гледам знам, на јас ударен ефект. термин Имам- на вести биди, Да. на најјаки Да. реклами биди пуштен джабе ти, ако Никогаш не и те јас бива, не сум го практикувала. Имам колеги доста ќе викнат доста, да речам, попознати некои личности, ќе снимат, ама сите реклами се исти. Така. И не гледам некој ефект од тоа. Да, денеска и се меѓа времето, малце по-друго е, така да. Кажи ми, сигурно има, ама дали има коментари што хейтат? Некој да ти напише лош коментар, дали те така. погодува тоа ако има? Знае ли некој така да се Види испушта? сега, во однос на тие работи, немам коментари, туку вака правам една анализа, например, на некои постови, вака кој ќе видам, Така. нели како на други луѓе му се обраќаат. Мислам, имаме сепак и доста и малолетници на Инстаграм, на Фейсбук, а имаме и возрастни луѓе што баш нели ги пишат тие коментари. Сепак зависи кој колку е силен сето тоа да го издржи.
Нели? Кај помладите многу тешко ќе му дојде тоа коментар од личност што не ја знае. Да. За разлика од ние повозрастните. Јас лично мене никогаш не ми значеле коментари. И некако сум се изградила како личност да и позитивни и негативни коментари не ми одат некако во... Јас си одам, си гледам кај ми е патот, кај сум насочена. Неко тоа ми е како да се губиш успат. Како викат? Еден познат... Имаме наш караван од врве кучињата си лаат. Еден познат пеач од Србија, Аца Лукас, вика, па боле вика да ти пишат лоши коментари, него никакви да не пишат. Аха, што викаш и никакви. Значи ти си па у моабитот. Пак и негативни коментари се... Ја пак ќе се заблагодарам и на тие коментари. Зошто ли? Пак се луѓеш, тоа се луѓе не те познават прво. Од и тие што те знаат никогаш нема да напишат такво нешто, а и не ти е ни битно. Не ти е битно некој од не знам каде, што мислење има за тебе, затоа што не те знае. Ево, чисто ја да кажам нас еден коментар мене што ми погоди, вика, абе на гостите ставите му една чаша вода, вика. А намерно не ставаме за да има некој спонзор што ќе не спонзорира, да ставиш шише тука и да имаме спонзор. Да, логично. За тоа е цел моабет, не дека ние имаме чаши раскриени ни се од вас страна. Не ги гледате. Да. Тоа е цел моабет. Чисто да му објасниме на публиката дека не е се така што изгледа. Да. А за коментари, јас секогаш поздравувам, можам да се вклучам во коментари, да поздравам нешто што е позитивно, нешто што стварно се гледа дека некој се труде, да го охрабриш, нели, да му кажеш нешто убаво, отколку негативно. Значи не си од тие што зимат да се расправат. Сега ја ќе ти кажам вака и вака и вака. Не, мислам дека кога се докажуваш губиш време, а и кога се докажуваш нема ефект од тоа. Да. Нема потреба. Тој што те знае колку вредиш, нема потреба да се докажуваш. Само да те прашам сега, мене тоа најмногу што ми интересира. Дали имаш за мажи клиенти, вие што се за такви работи, за филери, за ботокси, сериозно? Голема ли е бројката или? Сега, може да речам 1/3 мажи, 2/3 жени, да, мажите си идат редовно за ботокс. Ботокс на чело, околу очи, хиперхидроза. Значи, во сега се изненаден. Ние сме такво друштво, кај не се уште тоа табу тема, као, кај одиш ти шо си сега, се шминкаме ли? Тоа е не, нема врска. Јас конкретно, мојот сопруг, ставаме ботокс кај него. Ама он мора да дојде, ти ќе му речи иди одма ваму така. Ама не да дојде, и самиот кога гледа дека има ефект од сето тоа, самиот вика, кога ќе ми ставиш ботокс? Значи, убаво е. Па да. Баш сакам со него малку да правам, да ми кажеш како и да доам ја да се средам малце. Да. Нема смисла на подкаст сум тука ме гледа народ. Да. Не. Па супер, фала докторка што ми кажа. Да, исто јас сега немам ни ботокс ни ништо и сакам баш да видам дека не е ништо тоа, ниту страшно, дека сосема нормално изгледаш, дека не е. Добро, пак и треба. Ај Коста нешто. Повели. Социјалните мрежи, има повеќе ефект да објавуваш дали туторијали или дали смешни работи или дали. Зависи во кој профил ти самиот сакаш да се најдеш. Ами кој круг луѓе те гледат? Во кој круг луѓе? Повеќе гледано вака, кај вас на пример? Кај мене кај мене конкретно на Инстаграм ако го профил, на мојот личен профил многу го следат заради мода. Заради мода у смисла како правиме комбинации со децата. Тие моменти некако најногу публика влече. Во однос на профилот на ординацијата, мислам дека видеата едукативни гледам да се најкратки што може, тие најногу. А слики, мислам дека сликите се некако одат у позадина. Да. А TikTok е сосема друга више. Друга класа платформа, таму друго нешто. И таму повише за убавина зборувам, па поврзано со естетика, нешто козметика, нешто тој стил ми е повише тој профил. Па сега сакам уште нешто вака при крај се работа, отивиче се од долго влечи. Колку време сме? 45 минути сигурно снимаме. Стварно? Да, вак помина брзо. Да, па кога има што да се каже, брзо мине времето, реално, да. Пример, младите што сакаат да се бават со ова, обично, пример, девојките што сакаат да се бават со ова, што би му препорачала? Дали би му дала добар совет, дали е добро да се занимаваш со ова? И пред се што е најбитно? Баш некој имав муабет во теретана, матурантки. Ме праша за медицина, како шо. Тешко е, напорно е. И најшо е напорно. Мислам дека барем во нашето поднебие треба многу одредена возраст да бидеш за луѓето те веруват. Јас така го искусив лично, без разлика колку и да се трудев на
на почетокот, например, на кога почнав да работам, некако те гледат со резерва за тоа што си млада, а баш кога си млад имаш толку многу енергија и толку имаш желба да му посветиш на луѓето. И тоа е моментот дека треба да бидеш многу трпелив. Дека Па секи ништо си преку дојде, ноќ не може да нема дојде, резултати, така. они мислат сега, знаеш, ќе завршаме и готово, се ќе биде мет и млеко. Не. Според мене лесното иде после вичи кога ќе го стекнеш искуството, пос 10 години. А дури реално. тогаш некако си како револтиран. Знаеш, кога ќе ти дојдат, прво идат луѓе што стварно те ценат, а после идат роднини и некои У секоја далечни работа е пријатели, така, у секоја работа. И дури и вака викаш, добро сега Видите кај дека бевте може. до сега, нели? Видите дека може ли сега и Да, или например, ќе слушнеш низ муабет дека се пофалиле, дека си му пријател, дека убаво работиш, они дават препораки за тебе, а нели се уште не идат, нема. гледаш ли Коста дека ние неготино сме такви, а ти викаш ние неготинци после држим. Виде? Не, секаде е така, секаде е така. Општо таков народ сме и Да, секаде е да не така, чува да. Господ, тоа е, друго нема. Супер сме сега. Тоа е. Не, добри Сите сме, имаме добри. мани. Какви има типа. Какви има. Најари. Најарни сме, тие што сме тука Да. останати супер сме. Така да. Е тоа, може го спомнам и тоа што сме останати, дека трендот некако е да сите се враќаат од странство, ако Дај се Боже. забележал. Да. Некаде статистички гледав спрема картони, до 2022 многу ми се селеа. Буквално се испречаме цели фамилии. Така. Ајде, пријатно, зајдете да ги направиме. Оти у Германија, ќе не слечат, нели, у Швајцарија. Тоа не те прашав, гледаш. Така да, буквално цели фамилии се испречаме. Сега некој трендот е да се враќат. Не, дека сите се Дај враќат. Боже, јас сум Али за мене тоа. ми е мило, си ги сакам луѓето и сакам кога сме, нели, сите на број. Не е срамота да се враќате луѓе, значи убаво е, Да, ние да. ве поддржаваме. Ја искрено, мене ми е, јас сакам. И секој Да. пат кога ќе дојдат така мои пријатели и Да. роднини, Е, ја ги сега- убедувам седам и му правам абе, Да. сакам да бидете тук, И тоа сакам. морам да го спомнам дека доста, може 60% работиме со повратници. Да. Значи, закажано. Од први до 10 сум во градот, ќе си дојдеме, се што има да се сработи, да сработиме, а 40% се од тука. И од кои се заработува повеќе, од гастарбајтерите или од нашите? Од нашите. Ете, појаки сме. Боа сакам Не, да се стае Рилс Коста обавезно. Тоа загрцте ли? Леле, немојте, молам, немој, загрцте. Драги мои, мора да одјавам емисијата, морам. Не морам, може Не да тера, мораш, имам уште теми. Ама времето мора да Народен го ден се... ли си? Коста е на роден ден. Што си на роден ден? Кажи ти. Моите тети сум наравно. Да. Па гледаш ли ни како работим? Ау. Виде ли? Да. Па јас некој ми рече за да дојдам, мене па ми беше роден ден. Да, Се вие да. имате слики, се Така е. роден ден до роден ден, не може да. Така е. Фала ти што прифати да дојдеш у нашиот подкаст, Ми мене ми беше... баш мило. Супер беше. Да, мислам дека ќе биде окей да ќе го гледаме. И да, следниот подкаст во може ординацијата. може Јас слободно. седнат вака, забити ми брат и Нешто. гушта ми е смукат така од издолу, на как се... Да. Чисто да видат и мажите колку Да тоа видат не е дека ништо имаме и ни страшно. храброст. Да. Фала ти уште еднаш и здравје Боже се гледаме пак. Баш ми беше мило, супер сте. Да. Го посекувам се најубаво. Многу успеси. Фала ти. Значи пак се гледаме од година, у Од втора година во време. сезона. Датумот пиши го. Готово запиша на Планирај. Коста, пиш таму. Волуме 2. Драги наши, ова беше нашиот тиквешки муабет. Пред да се одјавиме, сакам само да го поздравам нашиот спонзор Кафе Infinity. Голем поздрав до тебе, брате, до Вареловски. Да. Сакам да ве замолам да ни стиснете едно лајкче, Subscribe. да subscribe на TikTok, на Коментирайте. Instagram, на Facebook, кај ќе ви дојдеме таму. Така да и да ги Да. заправите Instagram профилите Да. на Доктор Нена и TikTok исто така и на YouTube снимаш. Да, имаме И видео на YouTube, значи се имаме ако може да се shorts. заследеве, молам. Да. Така да да, се ќе биде тука вас Тук запишано, ќе биде вака има да доле. биде. Фала ви уште еднаш и тоа е тоа. Тиквешки Поздраv. мојот.